Почитувана колешке, најпрвин кога зборуваме со аргументи нема потреба да викаме, затоа што аргументите се силни сами по себе. А кога зборуваме за аргументи, вие во вашето излагање ниту еднаш не се осврнавте на нашиот амандман. Ниту еднаш не се осврнавте на тоа дека во сите 4 сета на мерки кои што ги предвидовте во текот на оваа година, ниту во еден не се опфатени децата без родители. И наместо да кажете дека ве потсетивме и дека сега владата има прилика да го признае тоа и да ги прифати нашите амандмани, кои што се аргументирани со податоци, вие се осврнувате на темата која што најдобро ја знаете, образованието, а јас за образование воопшто не зборував. Зборував за згрижувачките семејства и зборував за децата без родители. Дали вие еднаш сте имале контакт со едно вакво семејство? Дали знаете како живеат овие семејства? Како живеат децата без родители? Дали знаете? Значи, исто така, тука се осврнав и на зголемувањето на струјата, на зголемувањето на трошоците во текот на оваа година. Ова е конструктивен амандман за тоа што владата се посочи на сет на социјални мерки во кои што беа дискриминирани овие категории на лица. И токму поради тоа ние го поднесовме овој ваков амандман за да ви помогнеме за утре да немате забелешки дека одредена ранлива категорија е пропуштена од вашите сетови на мерки. И пак ќе кажам, можевте да се посочите кон економијата и да градите повеќе работни места, но кога веќе градите сет на социјални мерки кои што им следуваат на различни категории, ако убаво забележите дека едни од најранливите категории во Република Македонија се самохраните родители, децата без родители, луѓето со одредена попреченост или со одреден инвалидитет, многудетните семејства, а значи од сите овие категории, вие дури во 4-тиот сет на мерка посветивте едно мало внимание, колку да се рече дека ете ви текнало за тоа што и направивме определен притисок за самохраните родители. Меѓутоа, тоа настрана. И наместо да речете дека еве, сега со вашиот одговор, на крајот на краиштата ќе гласам за тоа што сметам дека ви текнало еден добар амандман да поднесете, дека ова не е деструктивно однесување, ова е аргументирано поднесување на амандмани и нашата поента не е да го кочиме донесувањето на ребалансот на буџетот, туку да предвидиме дополнителни средства за вакви семејства кои што живеат во навистина тешки услови. Само ќе ви речам, ставете се во кожата на ваквите луѓе, односно ставите се на местото на ваквите деца без родители, ставете се на местото дали сакате вие вашите деца да живеат на таков начин и потоа разумно гласајте за овој амандман.